Добро, најнапред сакам да му посакам добре дојде во Демир Кисар на председателот на ВМРО-ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски, да му се заблагодарам за посетата и да ви се заблагодарам и на вас, почитувани медиуми, што покажавте интереси, ни дадовте можност вака пред поширока аудиторија да ги презентираме проектите кои што локалната самоуправа ги работи во последниве неколку месеци. Ќе започнеме од местото каде што се наоѓаме во моментот, на улицата 1 мај, каде што се изградени тротоари од двете страни на улицата во должина од 2 километри, а непосредно од местото каде што се наоѓаме беше извршена комплетна реконструкција и на улицата 11 октомври. Проектот е во висина од 6 милиони денари. Средствата се обезбедени од Пелагонивски плански регион и кофинансирани 10% од локалната самоуправа на општина Демир Кисар. Покрај овие зафати во Демир Кисар се изврши промена на осветлувањето на главните улици, една од нив е и улицата 1 мај, но поставени нови лед светилки се и на улиците Битолска, улица Гоце Делчев и дел од улицата Маршал Тито, како и на регионалниот пат кој што поминува низ Сопотница. Работиме или при крај се градежните активности за реконструкција на плоштадот во близина на Домот на културата во Демир Кисар, а се уредува и паркинг просторот на улица Маршал Тито. Јас ќе споменам и дека минатата недела се завршени проектите за асфалтирање на улици во село Света, средства обезбедени од Бирото за регионален развој, а после промената на водоводната мрежа во Слепче во должина од 600 метра пристапивме кон асфалтирање и рехабилитирање на улиците кои што беа опфатени со самиот зафат во висина од 3,5 милиони денари обезбедени од буџетот на општина Демир Кисар. Сакам да напоменам и да спомнам што ни е во план да работиме и во втората половина од 2023 година. Ќе кажам дека ќе следи реконструкција на крак од улицата 11 октомври, од мостот на Стара река до соборниот храм Свети Никола во Демир Кисар, после поставувањето на нова фекална канализација, барање на жителите на селбата Мургашево и на самиот храм, кој што е веќе неколку години. Мислам дека треба да се најави една поголем инфраструктурен зафат во населените места Кутретино и Суводол, исто со сопствени средства, со средства од буџетот на општина Демир Кисар, планираме да изградиме и асфалтираме 9 улици во населените места Кутретино и Суводол. Во теке јавна набавка за набавка на 5 детски игралишта, на фитнес парк на отворено. Сакам да резумирам, да не вложам многу, се на се, јас сум презадоволен од она што оваа година го имаме постигнато како локална самоуправа. Се надевам дека и наредната ќе биде таква, посебно што сите очекуваме многу поголема поддршка од новата влада, предводена од професор доктор Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМН, па се надеваме дека ќе бидеме приоритет, посебно ние, помалите општини на новата влада, и ќе работиме сите заедно за подобрување на животот на граѓаните во општина Демир Кисар. Благодарам.